Туристичките места во Македонија не се атрактивни само во текот на летото, туку и во текот на целата година. Со оглед на тоа што сега зимите скоро и да ги немаме, верувам дека граѓаните сакаат да уживаат и во декември и во јануари покрај водите на нашите езера. Денес со нас во емисијата е господинот Анго Ангов, градоначалник на општина Дојран. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и добро ве најдовме. Да се надоврземе на она што го видовме претходно, охриѓани се жалат заради високата цена на квадратот и велат не можеме да си обезбедиме кров над глава. Каква е состојбата во Дојран? Па најверојатно веднаш после короната, после таа пандемија, цените рапидно порасна секаде, така трендот го следи и Дојран. Уште за време во 2020 или на почетокот на 2021 година ги имавме една од најуспешните продажби на лицитација за градежно земјиште, така што успеавме да собереме големи средства за продажба на ваквото земјиште. Од тогаш не е престанат трендот на продажба и на земјиште, но и на веќе готови куќи, викендици, станови кои што се градат во можам да кажам во поголем интензитет во последно време. Има се поголеми интереси, цената навистина расте од година на година. Не знаеме до кога ќе се движи овој тренд, но ние како локална самоуправа морам да напоменам дека на некој начин и позитивно, затоа што собираме многу поголеми даноци од данок на промет, данок на имот, така што навистина и општинската каса има повеќе финансиски средства за да инвестира во капитални инвестиции, во инфраструктура која што е навистина потребна за едно туристичко место. Кога ќе се спомене Дојран, помислуваме на езерото и на туризмот. Заврши туристичката сезона официјално, иако верувам дека во Дојран се уште има луѓе кои што доаѓаат и доаѓаат туристи не само за престој, туку Дојран е и омилена дестинација на оние кои што патуваат кон Грција, па транзитните туристи ви се многу чести. Секако да, транзитните туристи се еден дел, еден сегмент од туристичката понуда, кој што навистина и добар аспект, затоа што во последно време имаме голем број на транзитни туристи. Дојран станува познат сега освен за српските туристи, во последно време и за романските и за други европски туристи кои што пропатуваат низ Дојран затоа што знаат дека имаат каде да престојат и каде да вкусат на пример и квалитетни специјалитети кои што ги има дојранската кујна. Прекрасните патики кои што исто така ги нудат, така да имаме навистина едно прекрасно туристичко место кое што освен транзитот може да се искористи за да се видат ваквите овие убавини. Дојран не се стреми само за летната сезона, тоа во повеќе пати сум го напоменал, ние се стремиме повеќе и надвор од летната сезона, да имаме туризам 12 месеци во годината. Така имате што предуслови за такво нешто, имате прекрасната клима, прекрасниот воздух, имаме преку 300 сончеви денови во годината, така да навистина имаме една медитеранска клима која што и во зимни услови е прекрасна и секако мене ме радува фактот што во последен период трендот на зголемување на туристи кои што се надвор од летната сезона се повеќе се зголемува. Инвестициите во ваквиот тип на туризам, што од локална самоуправа, што од приватните издавачи кои што навистина во последно време многу инвестираат во сместувачките капацитети, имаме едни современи сместувачки капацитети и Дојран прераснува дестинација која што е препознатлива и надвор од летната сезона. Рестораните се тука секогаш отворени и се бара место повеќе за време на викендите. Навистина се инвестира и од страна на локалната самоуправа во содржини кои што може да се посетат, кои што се атрактивни, како што се реконструираната Саат кула, турската бања. Имаме ново предпријатие кое што може да организира секаков тип на туристички тури кои што се атрактивни за поголеми групи. Така да направивме услови кои што ги задоволуваат на некој начин основите на туристичка дестинација и сега се стремиме навистина да се усовршиме на едно ниво повеќе. Се надевам дека во тоа успеваме и дека навистина Дојран ќе прерасне во една балканска туристичка дестинација која што ќе биде препознатлива. Но за тоа се потребни многу предуслови. Една од темите за кои што би било убаво да позборуваме е дека години наназад се зборува за изградба на обиколница. Дали размислувате за тој проект? Секако, тоа е еден од клучните проекти
кој што ќе го намали сообраќајниот метеж во населеното место, посебно во Стар-Доран, бидејќи во летниот период имаме многу гужва, што од автомобили што од луѓе кои што се движат по пешачките патеки, меѓутоа навистина ова го отежнува сообраќајот, се прават огромни колони. Оваа година имавме на пример километарски колони кои што чекаа на самиот граничен премин, а со тоа се отежнува и самиот сообраќај. Обиколницата е на некој начин неизбежен сегмент, но во овој период гледам дека постојано се најавува, бидејќи самата локална самоуправа нема начин и можност финансиски да го реализира сето тоа. Постојано се најавува, но никако да дојде до реализација, до завршување на некој првично до проектот, за да знаеме за колкова финансиска рамка станува збор, а подоцна и до реализација. Се надевам дека ќе дојде време, дека ова сето ќе се реализира и дојран ќе го намали сообраќајниот метеж, посебно во летниот период, бидејќи навистина го отежнува сообраќајот, го отежнува движењето на самите пешаци, туристи кои што доаѓаат. И искрено да ви кажам, бидејќи се работи за прашање од повисок степен, не можам да ви кажам со сигурност кога би се реализирало и дали има навистина желба да се реализира сето. Но затоа пак може да ни кажете што е со патната инфраструктура. Дел од патната инфраструктура во Дојран се гради со европски пари, но дел се гради и со општински низ населените Секако места. Да, ние според програмата за реализација на патишта имаме средства кои што ги реализираме преку европските фондови. Моментално реализираме и реализиравме над 4,5-5 километри локални улици кои што се со помош од Светска банка се реализираат преку Министерството за транспорт и врски. Останатиот дел се реализираат со помош на локални финансиски средства кои што се обезбедени преку собирање на даноци и на сите други приходи кои што доаѓаат во касата на општина Дојран. Се трудиме да ја подобриме навистина локалната патна инфраструктура, меѓутоа она што е наш врвен приоритет, бидејќи се работеше за место кое што навистина Стар Дојран беше покриено со некои 55% од канализациона мрежа. Во моментов работиме на реализација на неколку битни краци за подобрување на канализационата мрежа, а со тоа и заштита на Дојранското езеро секако, а потоа и реализација на патна инфраструктура која што е потребна и навистина да наликува на едно современо туристичко место. Споменавте дека Дојран има преку 300 сончеви денови во годината. Тоа и конфигурацијата на теренот се атрактивни за парцели за обновливи извори на енергија. Секако да, има огромен интерес за таа намена. Ние како локална самоуправа спроведуваме дел од постапките за пренамена и на земјиште и за издавање на одобренијата на градба. Има голем интерес, во моментов мислам дека имаме сработено за некои над 10 мегават часови. Парцели кои што треба да почнат со производство на електрична енергија, со испитувања и на студии и на буквално сите оние показатели кои што покажуваат дека навистина Дојран е атрактивна локација за производство на електрична енергија од обновливи извори. Исто така, заедно со Министерството за финансии и повторно преку Светска банка имаме изработено проекти за обновливи извори за поставување на соларни, односно сончеви панели на крововите на сите основни училишта. Тоа мислам дека е во фаза на реализација и би требало да се реализира дел. Меѓутоа ги разгледуваме можностите и начините на финансирање, бидејќи се работи и повторно за задолжување кои што ќе ги оптоварат општинските приходи. Меѓутоа сето она што ни нуди можности и што треба да го искористиме, треба да се искористи и мислам дека ова е препознатливо не само од локалната самоуправа, туку и сите инвеститори кои што доаѓаат во Дојран. Така. Кога зборуваме за заштита на природата, на човековата околина, заштита на езерото, морам да ве прашам докаде е проектот со пречистителната станица. Што се случува? Секако, таму после долги борби успеавме да собереме и да ја направиме финансиската конструкција за изградба и на пречистителна станица, но и за обновување на колекторскиот систем кој што е преку 40 години стар. Имавме проблеми околу обезбедување на финансии, меѓутоа наидовме на разбирање и од владата
пред 2 до 3 години, каде што се обезбедија над 135 милиони денари од самата влада и ние како локална самоуправа успеавме да дојдеме до некои 78 милиони денари од Словенска амбасада, односно од Република Словенија, каде што ја заокруживме таа рамка и успеавме да најдеме начин како да реализираме изградба на нова пречистителна станица и реконструкција на колекторскиот систем. Колекторскиот систем е веќе 90% завршено, станува уште некои ситни работи кои што треба да се довршат, а самата пречистителна станица е во изградба и мислам дека според најавите на изведувачот дека до крајот на ноември би била завршена, така што Дојран ќе добие нова, модерна, современа пречистителна станица и функционален колекторски систем кој што е од неизбежност пред се за заштита на Дојранското езеро. Кога сме повторно кај езерото, морам да ве прашам во каква кондиција е хидросистемот Ѓавато? Токму тоа и сакав, и без да ме прашате, сакав да го најавам. Беше... И без да го спомнете ова прашање, ќе барав да го спомнем, бидејќи навистина во последно време се поголем замав зима прашањето за решавање на овој проблем, односно за ставање во функција на хидросистемот. Имаме испратено како локална самоуправа до Министерството за животна средина неколку барања со кои што бараме подитно да се реконструира и да се стави во функција овој хидросистем, затоа што и поради сушниот период, но и поради тоа што самото езеро е со таква природа која што веќе има доживеано, да кажем, една еколошка катастрофа, бара одржување на водостојот во самото езеро. Овој систем мора да биде во функција. За жал, овој хидросистем не е во функција веќе подолго време. Од наша страна е барано многу пати да се реконструира. Веќе се поголем глас дигаат и невладините организации, луѓето кои што го сакаат Дојран, јас како градоначалник, кој што навистина ќе застанам и на нивна страна, меѓутоа овде уште една сакам да напоменам, ова не е политички, туку сакам да кажам дека ова ќе го направиме заедно, сите да се избориме за да заштитиме уште еден природен бисер во нашата држава. Имаме премалку природни богатства кои што треба да ги штитиме во оваа држава. Жално е да дозволиме она што му се случува на Преспанско езеро. Така, навремено треба да преземеме активности, притисок и врз институциите и врз нас како локална самоуправа, за да направиме нешто што ќе го спаси и Дојранското езеро и да не дозволиме повлекување на водите кое што му се случува веќе изминатите година време поради сушниот период и поради други причини кои што се случуваат. Така да го имавте и вие тој проблем пред повеќе од 15 на години, точно знаете тоа сакав и да напоменам. Во моментов имаме големи повлекување на водите од Дојранското езеро поради нефункционирање на овој хидросистем. Имаме испратено барање и уште еднаш ве јавно апелирам до Министерството за животна средина. Тоа е под нивна надлежност и морат подитно да најдат начин како да го решат овој проблем. Односно, прво да се изврши реконструкција, која што е неминовна на овој хидросистем, бидејќи изминативе 20 години буквално нема чепнато ништо овој хидросистем. Како е направен, така е оставен и бара навистина добра реконструкција и веднаш потоа се надевам во напролет дека ќе се пушти во употреба и повторно ќе влегуваат дотурна вода со која што ќе се подигне и нивото на езерото, а и ќе се одржува. Овој систем не бара постојана работа, затоа што во зимниот период има по природен пат дотурна вода. И според анализите кои што ги направија аналитичарите, односно експертите од таа област, укажуваат дека хидросистемот треба да функционира од април до октомври, кога има најголеми губитоци на вода. Меѓутоа, хидросистемот мора да се држи во кондиција и мора да биде во функција, заради тоа што имаме уште еден бисер кој што не смееме да дозволиме да му се случи втора катастрофа. Веројатно, сега ќе генерализирам, но тоа ни е болката нам, кога ќе направиме нешто што функционира, потоа забораваме да го одржуваме. Одржливоста е најголем проблем во нашата држава. Буквално што и да се направи, доколку нема одржливост, тоа пропаѓа и не само ситуацијата со овој хидросистем, имаме милион ситуации каде што буквално ситуација која што е перфектно направена, дозволуваме да ја изгубиме со текот на годините. Дали аплициравте за со некакви проекти за понудата од Министерството за локална самоуправа? Секако аплициравме, имавме спремни проекти, аплициравме со 3 проекти. Се надеваме дека
ќе ги добиеме тие финансиски средства и ќе реализираме повторно 3 проекти кои што ќе бидат од големо значење и за локалното население, но да не забораваме Дојран е туристичка дестинација која што бенефитите ги уживаат буквално целата држава, а и регионот. Господине Ангов, како за крај на разговорот, јас би сакала, бидејќи многу често слушаме дека голем дел од граѓаните размислуваат да се преселат од кога ќе се пензионираат на некое помирно место, некаде каде што е почист воздухот, поубава климата. Секако. Како би ги привлекле луѓето или зошто, која е причината зошто да дојдат староста да си ја поминат во Дојран? Па секако, ние во моментов имаме луѓе кои што живеат во Дојран, а по лична карта се жители на други градови. На други градови, така. Меѓутоа, Дојран ги има прекрасните временски услови, има прекрасна медитеранска клима и да не зборуваме за чист воздух, каде што е докажано дека Дојран има еден од најчистите најчист воздух во Европа, меѓу најдобрите воздух. Затоа што се мешаат две клими, средоземноморска и умерено континентална, која што на природен начин го прочистува воздухот и со самиот ветер кој што се појавува од мешањето на тие две клими, имаме еден од најчистите воздухи. Така да, јас не само ова, алгите кои што ги има во езерото, кои што цветаат и кои што продуцираат на некој начин огромни количини на јод, кои што се здрави по другите наши органи. Сакам да кажам дека Дојран едноставно има природни услови кои што ретко кој ги има. Ретко кој ги има и затоа старите луѓе овде уживаат бенефициите. Меѓутоа има голем интерес од огромни компании кои што од странски огромни компании кои што сакаат да инвестираат во здравствен туризам токму во Дојран, пред се заради тоа што Дојран ги има и природните услови, но и прекрасната местоположба која што нуди развој на ваквиот тип на туризам. Така да се надевам дека Дојран, освен овие природни услови кои што ги има, со сите тие работи кои што се инвестираат, со сето она што се прави во моментов, ќе прерасне навистина во една туристичка дестинација која што буквално секој ќе може да си го најде своето место. Мене ми беше задоволство и што денес разговаравме на оваа тема. Јас ти ви посакам пред се задоволни жители на општината, така, и уште позадоволни туристи во текот на целата година. Благодарам. Се надевам дека и ние ќе придонесеме да го развиваме овој туризам и Дојран како туристичко место, бидејќи тоа го заслужува. Ви благодарам уште еднаш.